Гостин во денешното Телма интервју Владимир Туфекџиќ, адвокат и поранешен судија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. 3000 регистрирани според методологијата и проценките на епидемиолозите, велат веројатно е неколкукратно поголема. На 20 дена пиење загадена вода со фекали и со екстремни количини на хлор во гостиварскиот водовод, тоа се скромните информации досега за оваа последна трагедија, би рекли, што ни се случи. Како го доживувате сето ова, прво како човек, а потоа и како правник, бидејќи ќе разговараме очигледно тука во ова епидемија, имаме и судир на правото и здравствените политики. Па пред се како човек би кажал дека го доживам ова како и секој нормален човек, просто со неверување дека во 21 век може нешто вакво да се случи. А од правен аспект би кажал дека јавното обвинителство има исклучително комплексна и сложена задача, односно истрага која треба да ја спроведе, затоа што во конкретниот случај, барем според мене, тоа е моје мислење, овде се работи за измена и неупотребливост на водоводната мрежа во Гостивар и со тоа со таквите измени и промени е направено предизвикување на нарушување на редовниот живот на граѓаните и стопанското работење. Сето ова што го кажам, барем според мене, би требало да биде поидомна основа од каде треба да тргне јавното обвинителство, затоа што сето ова што го говорам е содржано во член 291 од Кривичниот законник, а тоа е уништување или оштетување на јавни инсталации, а овде е направено токму тоа, причината е измената, односно правењето на неупотреблив водоводен систем, а како последица е значително нарушување на редовниот живот на граѓаните и стопанското работење и предизвикување, односно доведување до степен на опасност од епидемија. Ова е, барем според мене, поидобна основа од каде што треба да започне. Ова не е обичен случај, а веќе е прогласена епидемија. Добро. Обвинителството после со отварањето на истрага соопшти дел од податоците, меѓутоа и на денешните пресконференции на дел од институциите, например на директорот на Агенцијата за храна, беше ние податоците ги немаме, знаеме она што соопштило обвинителството. Сведочиме ли сега тука на уште еден парадокс, овој пат парадоксот на правната, нов парадокс на правната држава, каде нормите на обвинителството, односно очигледната потреба од правда и одговорност се во директна конфронтација со неприкосновеното, фундаментално и јас би рекол примарно право на здравствена заштита. Да скратам, да, правда треба, но прво и примарно секој еден лекар, без оглед дали е во јавното, во приватното здравство, мора да знае што има таму, за да не биде одговорот, па лечиме по симптоматологија, бидејќи за да не ја нарушиме истрагата, ги немаме податоците. Тоа што се води истрагата е една работа, меѓутоа тоа не смее да го доведе во прашање здравствениот систем и лекувањето на луѓето кои се ставени, значи, во ваква една состојба. Не верувам дека јавното обвинителство, лично јас не верувам, дека презема нешто да го попречува здравствениот систем и мерките кои треба да ги преземат здравствените власти. Да, точно, истрагата се води, меѓутоа мислам дека тука ќе мора да има координација помеѓу здравствените власти и она што значи од правен аспект водење на кој начин, простете, бидејќи она што е предочено како резултати се
на едно место еновна количина, да не ги повторуваме, колиформни бактерии, значи фекали, а на од друго место огромна количина на резидуи од хлор, што значи некој пробал нешто да исчисти, меѓутоа не го спровел тоа како што треба. Лекарите сепак остануваат на ставот. Потребни се сите целосни анализи за да се пристапи кон лекарите, не знам на кој став се, меѓутоа она што го прибира како доказ јавното обвинителство, тоа ниф им е потребно да го стават во правна рамка, односно со сигурност да утврдат одредена состојба на загаденост и неупотребливост на тој водоводен систем, бидејќи да не настане забуна овде не се работи само за загадување на вода за пиење. Значи овде имаме состојба каде што имаме целосно неупотреблив и нефункционален водоводен систем. Таа вода не може да се користи никако техничка вода, што значи не верувам дека јавното обвинителство презема нешто на штета на пациентите или луѓето кои бараат има дилеми. помош. Ако денеска повторно слушаме за тоа дека немаме целосни податоци, сега веќе прават и нови анализи институциите, како да се дојде до тој принцип на пропорционалност и јавен интерес? Заради тоа што за обвинителството резултатите се доказ во кривична постапка, за медицината тоа е старт за дијагноза. Обвинителството е во фаза на прибирање докази. Меѓутоа, сите овие дилеми ќе се рачистат и мислам дека е упатно да јавното обвинителство излезе на пресконференција да на луѓето и на вас новинарите ви објасни докаде може согласно законот да дава информации и ја ги разбирам дека истрагата во еден дел е тајна. Меѓутоа, овде се работи за утврдување на ноторни факти и состојба. Тоа подразбира дали постоел проект за измени, ако постоел, кој го одобрил тој проект, кој го проектирал, кои луѓе учествувале во тоа, кои луѓе учествувале во монтажа на тој систем и кои биле целите, што сакале да постигнат со дали е само притисок? Апсолутно. Што значи сите овие прашања мислам дека би било упатно, не може веќе јавното обвинителство да испорачува само соопштенија за јавност и мислам дека овој предмет заслужува да се излезе на пресконференција, да се објасни докаде може да се оди со информациите и пак тврдам дека јавното обвинителство не е пречка за преземањето на активностите, она што мораат да го преземат здравствените власти. Уште една тема деновиве би сакал да ја опфатиме, а тоа е третиот поред извештај на Европската комисија за владење на правото. Да не ги повторувам оценките, тие познати ни се, ова е трет. За оваа влада е првиот, бидејќи ланскиот рекоа дека не сосема го признаваат, бидејќи половина година беа на власт. И вие меки другото ќе забележите дека треба да се стави приговор по сите точки. Односно, дури дека Европската комисија била и малку милозлива. Зошто? Затоа што ова е еден извештај кој мене воопшто не ме изненадува. Мислам дека и наредниот извештај ќе биде истиот и овој во октомври што следи и тој ќе биде истиот, затоа што ние покажуваме како држава дека немаме волја да ги средиме работите во судството. Едноставно сето тоа го префрламе како одговорност од еден на друг. Јас саркастично го напишав мојот Facebook статус во смисла на тоа дека треба да се стави приговор затоа што недостасуваат одредени констатации кои се евидентни и кои јас ги наведов, па тоа е потпуно и целосно нефункционален институционален систем кога се работи за
високата корупција, состојбите во судството влијаат до тамо да младите суди и јавни обвинители, кои се избрани само пред неколку години, веќе размислуваат, значи, да ја сменат професијата. Не може да се излезе на крај со 5% суди кои фактички се проблемот, односно изворот на проблемите, кога се работи за нестручност, некомпетентност, корупција и така натаму. И сето тоа е во надлежност и ингеренција на судскиот совет и советот на јавни обвинители, кои мора да пресече и да не прави компромиси, да ги утврди состојбите онакви како што се, бидејќи тврдам дека и судскиот совет и советот на јавни обвинители знаат точно за секој судија каков е и како работи и како постапува. И нема потреба од пролонгирање на проблемот. Така да во таа смисла беше и мојата саркастична забелешка, и она што е најбитно во тој извештај, они констатираа дека ние немаме реализација, дека не се работи за лош правен систем, него едноставно ние него спроведуваме, немаме реализација. При крај сме имали чаре и наде за трајни промени и реформи, бидејќи еве и ово извештај и сите минути, веројатно идниот, ќе бидат пречекани со политичкото надавање, во чиите втерчиња има повеќе докази за ваш судија или едни или други влијанија. Надеж има ако се постават работите онака како што треба и ако судскиот совет и советот на јавни обвинители ги исполнат целите, зашто прочем и постојат, бидејќи не е на премиерот да коментира какво е судството или да каже јас не давам, значи тоа не зависи од премиерот. Ја не ја разбирам потребата на премиерот да го каже тоа, кога тоа е законски пропишана норма и на судиите и на јавните обвинители мора да им се даде тој буџет за да функционираат нормално. Дури мислам дека премиерот, ако сака добро да направи и за себе и за своите некои идни политики, он треба да биде сојузник со судиите и со јавните обвинители, да ги поддржи. Едноставно да се расчисти високата корупција од претходниот период, а и самиот тој да се заштити од корупцијата во сопствените редови. Едноставно тоа е начин на кој треба да се размислува, а не да создаваме противници без потреба. Ви благодарам што вечерва бевте гостин.